civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Јас би кажал неколку збора за годината која што ја поминавме. Кратко, поминавме релативно тешка година со пандемија, која што беше неочекувана не за нас, туку за целиот свет. И нормално од крајот на февруари, од почетокот на март, кога веќе беше прогласена пандемија во целиот свет, практично направи огромни проблеми за нашата држава и за нашиот град и за цела Европа и за цел свет, и навистина поминавме тежок период во аспект на здравството, посебно во нашата држава, кај што имаме таков систем на здравство како што имаме, и тоа повеќето од нас веќе го осетивме на наша кожа. И плативме релативно скапо и со човечки животи, меѓутоа тоа е тоа. Некои работи просто не зависат од нас толку колку што зависат. Ја мислам дека повеќето граѓани на Република Македонија дадоа свој допринос, придржувајќи се на сите мерки кои што ги препорачуваа компетентните институции. Сега сме при крај на пандемијата, се надевам, веќе се гледа светло на крајот на тунелот. Тоа е вакцината која што се подготвува за идната година. Ја се надевам дека во првите месеци на 2021 вакцинацијата ќе започне и во Македонија. Нормално, сето ова причинува и економски последици и во општините, и во државата, мина за владата, и за министерствата, и за целокупното функционирање на општеството. И сега, како никогаш, јас мислам дека треба да бидеме сплотени, треба да бидеме заедно сите, без разлика на етничка, партиска или било каква припадност, бидејќи навистина ова е тежок период, можеби вакви работи се случуваат еднаш на 100 години, и затоа ја мислам дека сите треба да покажеме флексибилност едни кон други, за да ја поминеме оваа криза. Барем според сите тие кои што се професионалци, јас сум лекар, меѓутоа не сум ниту инфектолог, ниту епидемиолог, па ниту вирусолог. Предвидувањата се дека првата половина на 2021 година од јуни можеби ќе бидеме и без маски, без кризна состојба, ќе се вратиме на нормалното живење. Тоа нормално има реперкусии во финансиското работење и во функционирањето на сите институции на системот. Нормално, повеќето луѓе се исплашени, веќе економските последици ги доживуваме. Ви велам, јас сум предводник на една институција, на една општина, и ако нашиот долг пред една година во оваа време беше околу 700.000 евра, сега сме задолжени околу 3 милиони евра. Тоа се случува и гледате и на владата, и на другите општини, и во другите држави. Значи, целата криза, целата пандемија има реперкусии, економски реперкусии врз секојдневното живење. Јас зборам оптимистички и мислам дека сите ние треба овој период, посебно првите месеци на 2021 година, да и апелираме, да инсистираме што помалку да има лажни вести во општеството, што повеќе да инсистираме на нашите пријатели, луѓе кои ни веруваат, на нашите сограѓани, дека треба вакцината да се прими, да нема никакви дилеми во тоа, да им дадеме предност нормално на тие групи кои што се позасегнати, посебно здравствените работници, посебно луѓето кои што работат и се во комуникација со повеќе луѓе, на возрастните луѓе, на ризичните групи, и на крај да ги оставиме тие кои што се најмалку засегнати од пандемијата. Тоа се помладите деца, поздравите луѓе. Ја мислам дека во Македонија веќе повеќе од половина од населението ја помина, веќе има природен имунитет, меѓутоа таа половина која што е во ризични групи, тие кои што највише ги чувавме, да им дадеме предност и да ги мотивираме да се вакцинираат. Ја се надевам дека и повеќето луѓе кои што имаат влијание во општеството, како што се случува во Америка и во повеќето држави во Европа, да челниците на
институциите први јавно да ја примат вакцината, за да ги убедат и да не остават никакви дилеми кај луѓето дали треба или не треба да ја примаат вакцината. Ја повторно сум оптимист дека со стабилизирање на состојбата ќе се стабилизираат и некои работи генерално во државата и врз финансиите и врз целокупното функционирање. Свесен сум дека огромен број на луѓе поради кризата останаа и без работа. Се надевам дека и тоа што ни беше цел, првата, имавме две цели, барем јас како човек зборам, без политика. Првата беше да бидеме дел од НАТО, и сега за среќа Македонија е дел од НАТО од минатата година. За жал, не поради наша кривица, не сме дел на Европската Унија. Не ги започнавме преговорите со Европската Унија. Јас сум многу оптимист дека после изборите во Бугарија, тоа е, ако не се лажам, некаде кон крајот на март, ќе најдат демократски капацитети и другите европски држави да покажат дека навистина Европската Унија е унија на повеќе демократски држави кои што нема да вршат притисок кој што е нонсенс или нелогичен врз еден народ, врз една држава која што сака и претендира и дава се од себе за да биде дел од тоа европско друштво. Јас сум оптимист дека преговорите ќе започнат некаде мај, јуни, јули, би посакал како и секој граѓанин. Гледаме и расположението на граѓаните и покрај тоа што навистина неправда и се прави на Македонија. Повторно, над 80% на граѓаните на Македонија се повторно да бидеме и да ги започнеме тие преговори. Јас се надевам дека ако ги започнеме тие преговори, многу работи во државата полека ќе ни импонира за да почнеме да ги средуваме со екологија, со здравство, со образование, со судство, полека и ние да се осеќаме како прави граѓани на Европа, на напреднати демократски општества. Јас сум силен оптимист дека ова ќе се случи идната година. Повторно ние сме пред една година кај што имаме избори. Би сакал и се надевам дека изборите ќе бидат така како што треба, демократски, кај што ќе се изрази правата желба на граѓаните да се изрази без да има злоупотреби во изборниот процес. Не знам дали ќе има и парламентарни избори, ако има и парламентарни избори, се надевам и тоа да помине како што треба. Така да после 2020 година, која што беше навистина тешка година за Македонија и за светот, јас сум голем оптимист дека идната година полека ќе почнеме да влеземе, да почнеме да функционираме нормално и да се врати надежта во граѓаните и во целото општество во Македонија. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.